Почнав со една анекдота која се случила во една црква. Некој човек кој така подолго време доаѓал, одел, посетувал некоја црква и проповедникот во таа црква забележал дека Библијата на тој човек, кој се ја носил секоја недела, станувал се помала и помала. И еднаш проповедникот решил да го праша дали нови верзии се вадат на Библијата со поситни букви и што е причината зашто станала толку мала неговата Библија. И тој рекол, па додека кога за сите тие месеци, години додека ти проповедаше и кога ќе кажеше за некој текст дека тој веќе не важи за нас, важел некогаш, но не денес за нас, јас кинев. Штом не важи за нас, не ми треба. И така остана само уште ова од Библијата што важи за нас. И денес има такви луѓе кои велат ова веќе не важи за нас, она не важи за нас. Дури има сега една нова појава која не е нова, старо нова појава на луѓе кои говорат само за благодат, дека само благодатта сега важи, дека треба само за благодатта да говориме на луѓето и тие со години постоја секој недела само за благодатта говорат, дека нема потреба од покаяние за гревови и така натаму и дека и Господовата молитва Отче наш до Христовата смрт важила, после смрт и воскресението веќе ова молитва не важи за нас. Така да може да ја скинеме слободно. Лука 11 глава или Матеј 6 глава да ги скинеме. Зашто тие важеле тогаш за учениците на Исус, а не денес. Јас мислам дека многу се важни тие молитви, таа молитва посебно, што е еден модел. Самите ученици отидоа кај Господ Исус Христос и му кажаа, учителе, научи не како да се молиме. И Господ Исус реши да ги учи. Зошто тоа решив да го говорам? Од пред известно време започнав да го изучувам второто Коринтини, второто послание до Коринтијаните. Така насобрав материјал, има веќе подготвено 2-3 проповеди. Меѓутоа, за денеска беше планирано да проповеда Ники Иванов, директорот на Библиска лига. Тој беше на пат кон Албанија во четврток, преспа, па враќајќи се синоќа пак преспа. Договорот беше да проповеда, меѓутоа Сабајле мораше да замине. А пак по петок вечерта бев повикан во Велес на семинар, женски семинар Ана, ме замолија за тоа да зборам, за таа тема. И тоа ме најсвежо, што сум го говорил. А и убаво е да се подсетиме на молитвата, важна е молитвата. Важна е молитвата, например, Освалд Смит, еден така голем христијански работник, мисионер, долгогодишен директор на мисијата, на кинеската мисија, вели, кога работиме, ние работиме, кога се молиме, Бог работи. Многу пати таа и негова изјава извадена од контекст и демек се толкова, кога работиме, ние работиме, ама Бог чека ние да се молиме, па тој да почне да работи. Јас верувам дека Бог постојано работи, Бог не спие, но идејата на Освалд Смит е дека кога ние не се молиме, се мачиме, се трудиме со наши сили, а кога се молиме, го вклучуваме Бог, Божјото дејство. Многу е важно. Некој друг пак човек рекол, многу неуспешни служења, многу неуспешни животи се резултат на неуспешните или неправилните молитви. Имаше таков случај, ќе се сетите, самиот Господ Исус Христос кажува за еден случај, парабола една, влегле во храмот еден цариник, еден фарисеј и еден цариник. И фарисејот, кога се молел, благодарел на Господ, прво се фалел за тоа дека дава, се моли, пости, и што не е како разбойниците, блудниците и како овој цариник. И на крајот Господ Исус прашува и кој излезе пооправдан? Која молитва беше успешната молитва? На цариникот. Историјата на црквата потврдила дека сите големи луѓе во служби, оние луѓе кои имале
кои направиле многу во животот на верата, во служењето, биле луѓе посветени на молитва. Луѓе кои поминувале време, долго време во молитва. И тоа може да го видиме уште од времето, новозаветното време, па до денес. Посветени луѓе. Такви били и Муди, таков бил и Джордж Милер, таков бил и Јаков, братот Господов. Тој бил наречен Камиловите колена. Така го викале, зашто кога ќе седнали, кога му ги гледале колената, имал кори на колената. Од клечењето пред Бог, на колената му се нафатиле кори. И Библијата посветува многу внимание. Има повеќе од 500 текстови во Библијата кои говорат за молитвата. Тоа е всушност една од доминантните теми. Молитвата е важна. И затоа но денешната црква, за жал, не е црква на молитвата. Денешната црква е црква на организации, на менаџирање, на планирање, на визии и така натаму. И на крајот, нели, молитвата доаѓа како некакво дополнување кон сето тоа. Таа не е вклучена во се што правиме, туку таа на крајот треба, Господи, ние се организиравме, се подготвивме, ние веќе се знаеме што треба и како треба да направиме, а ти сега само благослови го тоа. Раната црква била црква која во се целосно била зависна од Бог. И интересно е дека и учениците дојдоа кај Господ Исус и го помолија: Господи, научи не како да се молиме, така како што Јован ги учеше своите ученици. Најде ми прави еден впечаток, вие нема да најдете никаде во Евангелијата друг случај во кој учениците одат кај Христос и барат да ги научи на нешто. Например, никаде нема да најдете случај во кој учениците велат: Господи, научи не како да проповедаме, или научи не како да правиме чуда, или како да гониме демони. Единственото нешто за кое учениците дојдоа кај Господ Исус и го замолија да ги научи на нешто беше молитвата. И јас мислам дека има причина за тоа. Учениците се молеле. Те учениците не биле луѓе од светот, па поверувале во Христос. Сите тие се луѓе кои растеле во синагогите, оделе во храмот, пренесувале жртва. Ги гледале фарисеите како се молат. Учеле во синагогите. Од деца се молеле. Меѓутоа има нешто што поттикнало во нив некаков копнеш, некаква желба, Исус да ги научи како да се молат. Јас сметам дека самите тие видоа нешто поинакво, нешто поразлично во самиот Христос. И фарисеите се молеле. И тоа многу се молеле. Например, пред да ја каже молитвата Отче наш, да ги учи учениците како да се молат, тој направи контраст со молитвата на фарисеите. Немојте да се молите како фарисеите. Тие многу се молеле, по неколку пати во денот. Ке дојде времето, ќе ја постават чергичката и ќе почнат да се молат. И сите ги гледале како се молат. И потоа тој им дава принцип и модел како да се молат. Меѓутоа учениците во самиот Христос видоа нешто дотогаш невидено. Тие видоа молитва која дотогаш самите не ја практикувале. Не само тие може да направат врска со молитвата и да направат врска и со нешто друго, со служењето. Интересно, кога дојде тој ученик, не знаеме кој бил, Петар ли, Јован ли, не знаеме, Јаков, кој да е, Андреј, некој од учениците на Исус дојде кај него кога тој се молеше. Се молеше Христос, престана и тогаш дојде. Тие наблюдувале молитвата. Тие имаа веќе доволно искуство или заедно време со Христос да го видат неговиот живот. А Христовиот живот беше демонстрација на мок, на слава. Сите се восхитуваа на Христос. Ги изучуваме чудата, нели, Христовите, и можевме да видиме досега колку пати луѓето на некое чудо, на некоја проповед кажуваа: кој е овој? Овој говори со авторитет
со каков што никој досега не говорел. Или кој овој дури и морето и бурата го му се покоруваат. Кога изгони демон во синагогата во Капернаум, сите велеа кој е овој, дури и демоните му се покоруваат. Имаше демонстрација на сила, имаше демонстрација на моќ. Но во исто време самиот Христос покажуваше целосна молитвена зависност од Отецот, од Таткото. И тој многу пати и во Марко, и во Јован повторуваше: Синот не може да направи ништо само од себе. Тој постојано повторуваше дека тоа што го прави од Таткото. Тој не може ништо сам да прави без Таткото. Ако ги кажеш Таткото, се има пред, нели, Бог. Например, кога ги избираше учениците, 12 апостоли, цела ноќ пишува дека помина во молитва. Цела ноќ тој се молиш. Има еден случај во Марко, на крајот на првата глава, таму опише неговото служење од утрото па до касно вечерта, касно во ноќта. Прво беше во синагогата во Капернаум, таму проповедаше, таму избрка демонот еден човек, потоа веднаш отиде во домот на Петар, таму излекува бабата на Петар, потоа пишу дека почна да се собираат многу народ пред куќата на Петар, ги лекуваше, гонеше демони и така натаму. И тоа до касно, до рано зори, пишува беше. И кога заврши се, ние би очекувале сега да каже, ете, еден напорен ден, до рано зори, време е да се одморам. Меѓутоа пишува, и тој се повлече насамо и се молеше. И учениците го гледаат тоа цело време. Кога во секој момент кога требаше да се случи нешто, дури еве воскресението на Лазар, тој со благодарност се помоли и побара сила. Кога хранеше толпи, тој ќе погледнеше нагоре, ќе почне да крши од лебот и тоа се умножуваше. Господ Исус Христос е Бог. Тој е ограничен во човечко тело, но тој се остана Бог. Тој, како Исус Христос, Синот Божи, ја имаше божествената сила да прави се. Меѓутоа, тој доброволно покажуваше зависност од Бог. Постојано една врска со Таткото. Постојано една зависност од него, едно општење, заедништво. И таа фраза Синот човечки не може да направи ништо само од себе, беше една поука за учениците. Тој сето тоа го правеше за учениците. Тие да разберат што е молитвата и дека без молитвата не можат ништо. Без Бог не можат ништо. Без Таткото не можат ништо. И учениците беа сведоци на еден исклучителен молитвен живот во кој имаше таква близкост со Таткото како што никош дотогаш не беше покажана. Христос покажа врска со Бог, блиска, на заедница, на разговор, на општење, на зависност како што дотогаш не беа виделе. Тие гледаа молите фарисејски на самоправедност. Меѓутоа, Исус покажа пример на зависност, на починетост, на покорност. И во исто време гледаа демонстрација на моќ. И тие направија врската дека таа сила, таа манифестација на власт доаѓа од покорноста, од заедништвото со Бог, од молитвата. И тој доа, и тој копнеш во нив, ги натера да дојдете кажат: сакаме и ние да се молиме како тебе. Научи не како да се молиме. И мислам дека тоа беше нивната мотивација. Да, тие спомнаа и Јован Крстител дека тој ги учил учениците, но тие сакаа Христос да ги научи, поттикнати од таа посебна, од тоа што го гледаа. Така да христијанскиот живот е живот во молитва и вера дека Бог ги врши делата во нас во секој миг, во секоја област од животот. Нема област во која ние
можеме да кажеме не ни треба Бог. Да, во некои области ние сме професионалци, така да кажеме. Оспособени сме, стручни сме. И се велиме, јас знам тоа да го правам. Имам искуство да го правам. И не го вклучуваме Бог во тие области. Знаете, имаш таков случај во Лука 5 глава. Цела вечер учениците се мачеа, се трудеа да фатат риба. И не фатија ни едно рибче. И утрото Христос дојде, се собираат толпи, тој се повлече на бродчето на Петар во оддалечина да им проповеда. И кога заврши, му каже на Петар, ајде сега, вратете се пак и фрлете ја мрежата. Рибарите Петар, Андреј и сите ученици кои беа рибари многу добро знаеа кога се лови риба и како се лови риба. Тие од мали нозе ловеле риба во тоа езеро. И Петар рече, Господи, ние цела ног се мачевме, цела ног се трудевме. И така како што го кажува тоа Петар, изразува една скепса. Ние сме професионалци рибари. Ние знаеме и не фативме. Сега, кога толпите се собра, кога гужви тука има, сега риби нема. Риби има ноките вечерта, пред зазорување. Но ајде, штом ти велиш, и тука покажува тоа е согласно сомнеш, ќе одиме, ќе фрлиме. И тие наловија толку риба, што требаше и други бродови да повикат, мрежите ќе се искинеа. Неколку бродови искористија, да кажеме, од тој улов. И кога Петар виде, рече, падна пред Господи, рече, Господи, оди се од мене, зашто сум грешен човек. Зошто токму во тој момент го направи тоа Петар? И Петар го направи, не другите ученици. Зашто Петар разбра дека сгрешил, како може да има сомнеш кон Бог? Професионализмот му пречеше. Мене ти не ми требаш сега во таа ситуација. Јас знам, ти не знаеш, јас сум рибарот, ти не си рибарот. Има области во нашиот живот во кои ние така се однесуваме. Ние сме професионалците, знаеме како треба. Не ни треба Бог. Христијанство е живот во кој во се, буквално во се, ние покажуваме зависност. Ако Бог не работи во нашиот живот, ништо нема да се случи. Ако не чувствуваме постојано зависност од Него, дека Тој ги прави работите, дека Неговата волја треба да биде, дека Тој е суверен во секој поглед, нема да го бараме Бог во тие области. Апостол Павле вели, со Христос бев распнат. Кога вели распнат, значи умрев. Распнувањето е смрт, екзекуција. Јас се екзекутирав заедно со Христос. И затоа јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. И тоа е веќе целосна зависност од Христос. Тоа што јас правам, всушност не го правам јас, Христос го прави во мене. И тоа што вели сега што го живеам во телото, го живеам преку вера во Божиот Син кој ме засека и се предаде за мене. Тоа е вистинско христијанство. И тој пример го покажуваше Христос прво. И потоа го пренесе на учениците. И Петар вели, и Павле вели, тоа е мојот живот. Христос во се се покажува во мене. Во се тој господари во мојот живот. И така, учениците видоа нешто и сакаа да разберат тајната. И тоаш како одговор, Господ Исус име кажува молитва, кој ние знаеме како Отче наш. Меѓутоа, зборот Отче е стар црковен збор, така звучи некако многу духовно. Буквално е татко наш. Дури не само татко, е многу близок однос со родител. Најблизок однос што може да се воспостави со родител. Сега, што не е оваа молитва? Ова молитва не е ритуал кој се исполнува механички. Ова молитва ја знаат сите. Мислам се, дури они што одат во црква ја чуле Отче наш. Во филмови, во песни. Во црква кога ќе одите во православната, литургијата има Отче наш. Меѓутоа сето тоа е една механика, една техника. Тоест има нешто така како зборот амулет, може не го знаете, мајлија, талисман. Тоест Отче наш, ако ја кажеме на правилниот начин, според правилниот ред,
како што е напишано, тоа ќе дејства во нашиот живот некако мистериозно. Па затоа и луѓето се ги стават на зидовите дома, да ги чува, да ги заштитува, или пак во колите си, некако на плочка ќе се изгравират, ќе се ја стават, зашто таа молитва има таинствена сила. Не е тоа идејата на оваа молитва. Ова молитва е модел. Господ Исус Христос овдека ни дава пример како да се молиме, како Бог сака да се молиме, што треба да покажуваме, нели, во молитвениот живот. И таа молитва, например, никаде нема да ја видите понатаму во Новиот Завет. Никаде, ниту еден од авторите на посланијата не ја повторува таа молитва. Меѓутоа, ако ги видите сите молитви на Павле за ефесијаните, колосијаните, филипијаните, тоа е моделот за молење. Така се молеше, така се молеа сите. Сега, ние користиме ова молитва на Господната вечер. И тоа е дел од нашиот ритуал. Не е неправилно. Меѓутоа, ако само е техника, тогаш е неправилно. И јас сакам овдека сега, колку што времето ни дозволува, да ги видиме тие како Христос сака да се молиме. Она како што тој се молише. Во ова молитва е вложен и неговиот молитвен живот. Прво, интересно што ова молитва е поделена два дела. Почнува со твоето, а продолжува со моето или нашето. Господ Исус, кога ги учи како да се молат, во множина говори, вие сега така да се молите, зашто имаше многу ученици. Ако беше само един, каже, ти сега така се моли. Нека дојде твоето царство, така натаму, да свети твоето име, а потом моли се мојот леп, моите долгови и така натаму. Значи, прво твоето, па моето. Тоест, може да видите како е поделена. Прво почнува со Отче наш и продолжува, нели, со твојата волја. Сега, твојата волја нема во Лука. Ке ви обяснам зошто. Завршува да дојде твоето царство и потоа веднаш преминуваме на лебот наш насушен. Матеј го вклучува и тоа да биде твојата волја. Ке ви кажем која е идејата, но првото почнува со твоето. Молитвата почнува со Божите работи, а потоа поминува на нашите, на моите работи. Тоест, таа е богоцентрична. Желбата внатре е Божјото, општението со Бог. Божјото да биде во нашиот живот. Убаво е нашите молитви, ние што ги кажуваме, што ги изнесуваме, дали се усогласени со тоа? Колку во нашите молитви, колку во мојата молитва, секој или за себе, доминира мене, моето, а колку е твоето во нашите молитви? Христос вели твоето, па моето. Молитвата која Христос дава како модел е богоцентрична. И затоа на многу места Господ Исус вели не јасно мојата волја. Не само во Гециманската града, има многу други случаи. А тоа што го правам, не го правам од себе си, или она што го зборувам, не го зборувам од себе си, но она што таткото ми ја кажува, тоа го зборувам. Она што е неговата волја, тоа го правам. Тој целосно, секогаш нели го правеше тоа. Тоест, сметам дека не е правилно да се затрчуваме кон Бог со оној список нели од потреби и така натаму, и целосно заборавајќи на Божјото. Друго нешто што е интересно, нема временски елемент. Тој вели кога се молите. Тоа е тргнало од претпоставка дека ние се молиме. Без не да кажа толку пати во денот како фарисеите што правеле. Фарисеите веле треба да се молите толку и толку пати во денот во тоа и тоа време. Нема. И зошто го нема? Зашто молитвата не е рутина, не е техника. Треба да имаме дисциплина, да се одредуваме време. Меѓутоа тоа време не е тоа време што ќе си го одредиме и така натаму, не треба да биде како една точка во нашиот план што треба да исполниме денес. Зашто молитвата треба да произлегува од срце кој копне да биде со Бог. Ако не имаме срце кој сака да бидат со Бог, да бидат во врска со Бог, да барат сила за се од Бог, тогаш на таквото срце не му треба график, не знам како да кажам, не му треба распоред кога како да го прави. Тој ќе сака да го прави постојано. Тоест, како да кажеш на мајката,
сега во денот треба 3 пати да го гушнеш детето во толку и толку часот. Не, мајката сака, ќе му дојде од срцето и ќе сака да го направи тоа. Од желбата да биде, нели, заедно. Или како што нели псалмистот во 40 псалм вели, како што кошутата копне по воден извир, така душата моја, Боже, копне по тебе. Кога се молите, вели, говорете. Зборчето молите е специфично зборче, просехума, неколку пати сме го повторували тоа зборче, куваница од 2 збора. Прос, значи насок, правец. Еухомај, значи да се бара. Тоест, вака, со ова употребата на ова зборче, што овдека Господ Исус Христос го вклучува, ни представува молитвата како некаков одење кон Бог. Тоест, молитвата е доближување до Бог. Тоа е основната цел на молитвата. Ако во нашата молитва ја нема таа идеја дека ние одиме кон Бог, доаѓаме кај Бог, се приближуваме кон Бог, но не е молитва. Тоа е одење кај некаде кон Бог со цел да се изнесат барања, да се изнесат потреби, да се изберат молитви. Так. Зошто? Зашто тој е семоќен, а ние сме слаби, немогли, ограничени. И кога се молите, вели, изговарајте. Да. Изговарајте, лего. Или говорете. Зборот лего е говор. Разговарате. Кога доаѓате кај Бог, вие разговарате со Него. А разговорот е... има разлика кога говориш само с устата, излегуваат зборови со устата, а има разлика кога ти разговараш со некого. Многу пати случува кога ние кажуваме некои работи, тоа најмногу во песната, ни влегли тука во подсвеста тие песни, ние ги пееме и само устата ги изговора, не поминуваат ни зумот, не поминуваат ни срцето. Механички ги кажуваме. Не, кога доаѓате кај Бог, за да барате, вие разговарате со Него. Тоест, тоа што ќе го кажува треба да биде осмислено, треба да доаѓа од вашите умови, да треба да доаѓа од вашето срце. Да бидете вклучени во тоа. Не се молите, а умот ви е на друго место. Не сме со Бог. Механички кажуваме некои работи, а срцето ни е кој знае каде, кој знае на што мислиме. Вие треба да го барате заедничество со Бог, да имате или таков разговор со Бог. И кога се молите, говорете или разговарајте вака, обраќајќите се кон Бог како кон татко. Или кон родител. Говори за еден многу близок однос со Бог. Ова е првиот случај. Вие нема да најдете никогаш до тој момент, до Христос, нема никаде да најдете човек во Стариот Завет, па дури и кај Јован Крстител, кој се обраќа кон Бог како кон родител. Тоа е првата употреба или првата представа за однос на нас кон Бог како кон родител, кон татко. Во Стариот Завет Бог се откриваше како мајка која ги штити нели своите, меѓутоа нема такви фрази. Се употребува Божите имиња, Бог Семок, Ел Шадај и таков онаков, не, меѓутоа нема татко, нема родител. Со тоа Господ Исус, нели, вклучувајќи таква фраза, самиот тој се молеше и велеше татко. И учениците го слушаа. И кога го побара од него да ги научи како да се молат, тие очекуваа и тоа да го чуат. Дали ние можеме така да се обраќаме кон Бог како што ти се обраќаш кон него? Ти му велиш татко на Бог. Смееме ли ние така? Може, да, ти си синот Божи, ти си Месијата, ти имаш можеби ексклузивно право. На Господ Исус ни вели и вие молете се. Доаѓајте кај него како татко. И кога доаѓате кај него како татко, секако овдека има нели потреба од новораѓање вклучува. Ти треба си дете на Бог, да веруваш во него, во Христос да си новороден, за да дојдеш како негово дете, да си негово семејство. И тоа е молитва, всушност. Молитвата е за луѓе кои поверувале во Бог, се спасени.
Отче наш може да ја рецитира човек колку сака, но ако тој самиот не е новороден, и ако не е дете на Бог, и ако Бог не е стварно негов татко, напразна е таа молитва. Се молиме зашто е татковски загрешен, дури многу повеќе отколку ние се грижиме за него, како што е случајот со родителите. Многу пати ние се мислиме дека се грижи за многу работи, но верувајте дека кога детето е загрижено за нешто, родителот многу повеќе е загрижен во сите тие ситуации. И тој татковски однос или родителски однос што го вклучува овдека Господ Исус. Потоа продолжува да се свети името Твое. Што значи тоа да се свети името Твое? Името во Библијата не е само назив за нешто. Името значи интегритет, карактер, достоинство и така натаму. И ние знаеме да кажеме нели за некого, тој се слави с добро име. Тоа не значи дека името му е убаво, тоа значи дека тој човек се представува како праведен, добар, чесен, има достоинство тој човек. Има авторитет. И затоа велиме се слави со добро име. И тоа е идејата овдека. Сите имена што Бог ги користи во Библијата, во Стариот Завет посебно, кажуваат нешто за карактерот на Бог. Тој е Семокен, Ел Елион, Ел Шадај, тој е возвишен Ел Елион, тој е Господ на воинствата, Јахве Савот и така натаму. Или Јахве Реснабител. Да се свети Твоето име всушност значи ние во молитвата да бараме прво, основно, што доаѓаме кај Него, да бараме и да имаме такви животи. Тој ни дава таква сила, така да не преобразува, што Неговото име, тој самиот ќе се прославува. Ние во молитвите бараме многу наши потреби, но првото нешто кое вели Господ Исус е кога доаѓате кај Него да се молите, во близина со Него, барајте тој да така да ве преобрази како Него, така да ви даде сила, Светиот Дух така да ве освети, што Неговиот живот ќе се види во вашиот живот. И вие ќе служите Бог да биде славен, да биде прославуван пред луѓето. Зошто така, да бидеме преобразени според Неговиот карактер. Ова молитва Господ Исус ја кажува Матеј во рамките на проповедта на планината. Претходно тој им кажува во 5 глава, пред нели да дојде до 6 глава со молитвата, вели: така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е на небесата. И тоа е истата идеја. И потоа во молитвата се повторува. Тоа е да биде прославен. Зашто нашиот живот може да, спротивно на светењето на името на Бог, е хулењето на името на Бог. И нашиот живот, како што може да придонесе да се свети Божјото име, исто така, ако не е како што треба, може да предизвика да се хули Божјото име. Павле им вели на евреите: ти кој се фалиш со законот, зар не го срамотиш Бог со престапување на законот? Го срамиш Бог со престапување на законот. Затоа заради вас се хули Божјото име меѓу другите народи, токму како што е напишено. Гледате спротивност. Кога доаѓате кај Бог, првото нешто што треба да биде важно, оно што прво треба да го сакате од Бог, е Неговото име да се слави во вашиот живот. Не да се срами, не да го срамиме Бог, не да го хулиме Божјото име, туку да го издигаме Неговото име. А тоа не можеме да го правиме ако не бараме од Бог да се случува во нашиот живот. Тој да ни помага тоа да се случува. Потоа вели да дојде царството Твое. Што значи царство? Кога говориме ние за царство, секогаш во глава ние да дојде царство, тоест да дојде она благосостојба, благодет и се она што е во Божјото царство. Убавината, славната состојба и така натаму. Не е тоа идејата овдека. Кога говори за царство, Господ Исус има во предвид царување, господарење. Во Матеј е додадено и да биде Твојата волја како на небото, така и на земјата. Лука не го вклучува тоа. Јас ви објаснав нели за Евангелијата. Треба да имаме во предвид дека секој Евангелие има свој личен историски контекст. Матеј пишува на евреи, Лука пишува повеќе на евреи,
Јован пишува на Елини во Мала Азија, Марко пишува на римјани во Рим, на латини во Рим. Секој си има свој личен историски контекст. Ние видовме кога споредуваме нели различни текстови, како на пример Лука, Марко и Матеј, за конкретно Христос и бабата на Петар. Лука вели, застана над неја и заповеда да излезе треската. Матеј вели, само ја допре. Марко вели, ја крена со двете раце. Марко говори за Христос како служител. Матеј говори за Христос на кого болеста нема, не го нечистува. Кога допира болен, не се валка, туку напротив, очистува. Лука па говори за авторитетот на Христос, зашто целата 5 глава, 4 глава на Лука говори за авторитет. Така и овдека Матеј додава да биде волјата твоја како на небото и земја, зашто Матеј ја пишува молитвата, целата молитва на Матеј е во хиастичка форма, во поетска форма. Како што почнува молитвата, така завршува. Да дојде царство и на крајот завршува со доксологија. Лука ја isfrла доксологијата на крајот. И овдека го исправа тој паралелизам. Матеј пишува со паралелизам, тоест вториот дел треба да го дообјасни првиот дел. И кога вели да дојде царство твое, да биде твојата волја, тоа се две исти работи. Царството на Бог всушност значи неговата волја да биде. Тоа е идејата. Царството твое да биде, тоа е ти да царуваш во нашиот живот. Ти биде господарот во нашиот живот. Зашто ние живееме во свет, како што самиот Господ вели, царот или кнезот е сатаната. Во нас царува, тоест во нас присуствува грешната природа. И вели кога се молите, првото и основното да биде Христ да се свети, вашиот живот да биде такав што ќе го прославува Бог, и второ, да се молите тој да господари на вистина во вашиот живот. Зашто напразна е молитвата и сите наши барања, ако не го отвориме срцето и животот, тој да господари со нас. Тој да извршува неговата волја, како што Христос постојано го правеше. Твојата волја да биде. Ти оно што го збориш, јас да го зборам. Тоа е. Значи, Божјото царство е управување. Што е царство? Царство е систем во кој што има цар. Тоа е царство. А тој цар управува. Така да преку молитвата се вклучуваме во Божјите планови, стануваме дел од неговите дела, независно од тоа што ќе ни донесе Божјото господарење. Може да донесе маки, може да донесе страдања, но тој е господарот, тој е царот. Тој знае како треба да биде и што е најдобро во нашиот живот. Потоа продолжува со секојдневните потреби, лебот нас нашесен, дај ни го денес, поминува на нашето. И така како што ја користи таа фраза, буквален превод бил лебот наш неопходен или секојдневен, ти давај ни го секојдневно, ден за ден. И неколку работи има тука. Прво, зборот секојдневен е во основата е зборот усија, што значи природен, суштински. Тоест, сите работи, најелементарните работи во нашиот живот, најнормалните, најприродните што мислиме дека се, треба да ги бараме од Бог. Има работи за кои сметаме дека се толку нормални, како например да си купиш хлеб или да седнеш да јадеш, се, буквално, се е од Бог. Ако се, тој е суверен господар на се. И во се треба ние да бараме од него тој да ни го дава. Зашто ако тој реши да не ни го даде, и тоа што сметаме дека е најнормално во животот ќе го загубиме. И вели секојдневно ти дава ни го, ден за ден. Ние имаме тенденција да се осигуруваме. Ако може Господ уште сега до крајот на животот да ги даде се што ни треба. Да не се грижиме. Тоест, до пензионирање, тоа за крајот на животот и парите уште сега да ги имаме, здравето, се што ни треба. Меѓутоа, целта на молитвата всушност е секојдневно заедништво со Бог, во кој ние секојдневно искусуваме од него зависност. Секојдневно да бараме од него. Зашто ништо не е гарантирано. Сеќавате се онаа парабола за човекот на кој што толку му родила нивите, што направил дополнително амбари и тој вели, сега не грижи се за ништо. Имаш за многу години, јади, пи, весели се. И што вели Исус? И Бог му рече, сега ќе ти ја земам душата. Се можам сите амбари да ти ги уништам. Нема да имаш ништо. И тоа е
барајте се што ви треба во животот, сите работи, и тоа постојано во една зависност. Тоест, да имате една сигурност не во нештата што ги добивате, туку во самиот Бог кој ги дава. Барајте постојано. Секојдневно се грижи за вашите потреби. Понатаму продолжува за поминува пак на духовните наши нешта. Интересно, почнува со физичките, потоа оди на духовните. Прости ги нашите греови и тука употреба зборот прости ние глаголската форма е итно, ургентно дејство. Некој велат, ние не треба веќе да се покајуваме, спасени сме, Христос ни простил, да не го распнуваме Исус и така натаму, и затоа нема да се користи веќе таа молитва во нашиот живот. Тие принципи не важат за нас. Не е точно. Да, нашите греови се простени на крстот. И јас верувам во тоа. Меѓутоа, во овој секојдневен живот, во овој свет, со ова грешна природа, ние се валкаме. Ни доаѓаат лоши мисли. Во разговори се случува да нападнеме некого. Завист да се јави кај нас. Доаѓаат тие работи. А сето тоа се товари во нас, се трупа и пречи да бидеме блиски со Бог. Да се молиме на вистина во искрено таа близина. Затоа, секојдневно итно, тоа мора да го правите. Да барате прошка за вашите греови. И тој овдека ги членува формите за конкретните работи. Не исто така општо, Господи, јас сум грешен, правам многу греови. Конкретниот грев што си го направил. Ако суета ти дошла, за тоа ќе си побараш прошка. Ако некого си оговарал, за тоа ќе побараш прошка. Ако си позавидел на некого, за тоа ќе побараш. Ако си излажал, за тоа ќе си побараш прошка. И конкретно, не општо. Фразата значи тие долгови што ги трубаш од твоите дејства, за конкретните долгови ќе си бараш прошка. Тоа е дел од нашата општина со Бог. Ние сакаме да имаме чисти односи со Бог. Ништо не стои на нашиот пат, а тоа треба да бараме од него прошка. И кон другите, зашто и ние самите му ги проштаваме на секој наш должник. Да. Ова во афирмативна форма е кажано, зашто ние го правиме тоа, нели? Дали го правиме сега? Господ Исус го кажа тоа дека се претпоставува дека треба, како што ви Господ, татко прости ни како што ние проштаваме. Со тоа тој ја потенцира потребата дека истиот однос кој Бог го применува кон нас, однос на благодат, и ние треба да го применуваме кон другите. Тоест, како што треба да бидеме заинтересирани во покајанието, да имаме чист, близок однос со Бог, така во молитвата треба да бараме да имаме и со луѓето таков однос. Тоест, на основа на благодата да ги проштаваме гревовите на другите. Не е лесна работа и затоа е потребна молитвата. Целта на Бог за молитвата е обновување на односите не само со Него, туку и еден со друг. Ако ние не простуваме, покажуваме неволност да комуницираме или да имаме однос со другите како што Бог има со нас, однос на благодат. И на крајот на краишта потоа и Божјото простување се анулира. Се не сакам да кажам дека ние ќе го добиеме Божјото простување ако простиме на другите, дека ние така си го плаќаме. Не. Но ако ние имаме непростителност, тоа е грев во нас, кој пречи за да имаме со Бог вистински односи. На таков начин, може да се каже, се анулира. Тоа е како една последица која доаѓа во нашиот живот. Не зашто Бог не сака да ни прости заради нашата непростителност, зашто тоа доаѓа како некаква последица. Нашата непростителност пречи да искусиме вистинско простување ние од Бог. И не воведување во искушение, и тоа е последното со кое завршува Лука. Матеј продолжи нели понатаму. Зборовите Бог не воведува во искушение. Јаков вели никого кој искушува не е искушуван од Бог. Но Јаков па говори за испитанија за кои треба да се радуваме. Испитанието е искушение. Исти се зборовите. Нема различни зборови за испитание или за искушение. Зборот е ист. Но Бог дава испит, тест, кој може да се претвори во искушение, ако ние го следиме гревот, грешната природа, светот, сатаната. И во овој контекст молитвата да не падне во искушение, всушност Господи дај ни силата
во сите тие ситуации ние да го избереме твојата воља. Ти не дозволувај да утргнеме по лошиот пат. Без Божјата сила ние нема да устоиме на сите тие искушенија, ќе паднеме. И она што бара Бог од нас е постојано сила во секојдневниот живот, во сите тие предизвици. Тој да ни помага да го избираме неговото. Од секоја ситуација да излеземе поверни, посилни, созреани духовно. Не. Зашто Бог е нашата единствена сила против искушенијата. За победа да не паднеме. И на крајот тој завршува со една парабола, од кој кажува молитва, веќе во следниот стих, за некој човек на кој што му дошол пријател доцна во ноќта, на полноки, многу касно. Тогаш било вообичаено така доцна да доаѓаат патници. Немало возови, авиони со точно одредено време, тргнува, не знае кој ќе го стемни. И ќе го стемни на полноки, доаѓа кај пријател, гостопримството од древниот близок исток е голема работа, тој мора да го отвори домот за пријателот, мора да го гости, мора да го нахрани. Ама нема леп. И оде кај комшијата и му чука да му даде леп. Полнок. Во тоа време сите спиеле во една соба, немало спални неколку. Тој за да стане треба и да даде леп, сите да ги разбуди дома. И му велја, доцна е, ова време сега ми бараш леп. И Христос вели, ако не заради друго, заради упорноста на соседот, тој на крајот пак ќе стане и ќе му даде. Тоа овдека нема алегорија. Во тој сосед не е персонифициран Христос или Бог. Не е тоа идејата. Овдека сака да каже контраст. Ако еден обичен човек на инсистирањето пак ќе помогне, колку повеќе нашиот татко кој на небесата ќе го направи тоа. Контрастот е важен. И упорноста овдека на крајот на криштата, виж како завршува. Колку повеќе небесниот Отец ќе им даде Дух Свети, но они што бараат. И овдека пак прави контрасти, нели? И кој татко меѓутоа ако синот му побара риба ќе му даде змија или ако побара леп ќе му даде камен. Колку повеќе вашиот татко на небесата. Идејата за упорност, продолжи, барај. Не поставај ограничување на твоите барања. Тоест, не одговора, чувствуваш некаква тишина, молки, така. Продолжуваш, зашто на крајот вели, сепак ќе дојдеш до сознание. Бог ќе го даде Духот Свети, во кој што ќе разбереш дали там твоето барање можеби не е и камен, а Бог сака да ти даде леп. Зашто ние бараме, мислиме дека бараме добро, а всушност е лошо. Павле е добар пример во 2 Коринтијани 12 глава, вели, трн во телото, мачен, се молев еднаш, 2 пати, 3 пати и на крајот му беше даден Светиот Дух кој му кажа ќе ти остане трнот за твое добро, зашто во твојата слабост се покажува Божјата сила. Тогаш уште повеќе се покажува Божјата благодат. Упорноста на крајот ќе не доведе до сознание. Кој е вистината? Кој е доброто? Човек кој му треба, кој го бара Божјото дејство, Божјото заедништво, нема да престане. Оној кој верува дека Бог е вклучен во нашиот живот, нема да престане дека на крајот не разбере која е вистината. Што Бог сака во конкретните ситуации. Тоа е идејата. И тука потребува една прогресија. Прво, молете се, најслабата форма, барајте потака инсистирање и на крајот чукајте. Упорност. Продолжите. Барајте го тоа од Бог. Не се стегајте, со други збори. Така, тоа е еден модел. Тоа се принципите кои треба да ги имаме ние во нашиот живот. Да постојана врска со Бог во кој приоритетот ни е прво неговото, а потоа нашето. И како што инсистираат децата на некој работа, дека не разберат што е добро, што е лошо, така и вие правете го тоа кон вашиот татко кој е на небесата.